Почитувани граѓани, сакаме да ве информираме дека врие во воспитно-образовните институции во Криа Паланка. Вработените се под огромни притисоци да се откажат од легитимното право на штрајк. Знаете ли што се случува? Власта на Груевски, на дел од наставниците кои беа казнети во врска со несоодветно оценување што го покажало екстерното тестирање, сега замислите им ги поништува одлуките за нивно казнување. Само за да го стиши незадоволството на наставниците. Освен тоа, има реакции дека селективно се разгледуваат и решаваат жалбите, наставниците алармираат и на законски прекршувања. Жалбите ги разгледували и укинували училишни одбори, иако не се тие надлежни, туку Министерството за образование што го спроведува екстерното тестирање. Исто така, имаме информации дека власта преку читачи на изјави, наводно во име на синдикалните организации на наставниците, се обидува да го задуши штрајкот. Така, во средното училиште Ѓорче Петров, во име на вработените изјава дал наставник кој во моментот е на замена од друг колега и е неполна година во наставниот колектив. Неколку наставници, откако се изјаснили дека имаат намера да штрекуваат во своите кабинети, биле спречени од директорот кој им одредил посебна просторија за тоа. Ете докаде оди дрскоста, газењето на достоинството и прекршување на човековите и работничките права. Во основното училиште Јакин Крчовски, директорот, за да го спречи незадоволството на наставниците, решил да реновира неколку училници и го продолжил училишниот распуст за една недела. Во основното училиште Илинден, директорот наредил да се оди на настава, а часовите не е дозволено да се скратат ниту за 5 минути во знак на протест и поддршка на колегите од другите кои штрекуваат. Притисокот што се прави е невиден и вака не се издржува, коментираат наставниците. Внимателно следиме се што се случува на наставниците, уставните и законските прекршувања и порачуваме веднаш да престанат притисоците.